Високиот степен на развој на цивилизацијата на 20. век и големите придобивки на техничко-технолошката револуција донесува значајни промени во животот на човекот, неговиот однос кон работата, станувањето, движењето, рекреацијата и одморот. Но не се изменил само човекот и неговиот однос кон средината во која живее, туку настанале значајни промени во самата околина на човекот, особено во просторите каде се создадени поголеми концентрации на производните сили, како и во неговата севкупна активност. За жал, во големиот напор за создавање на што поинтензивен развој на производните сили, за добивање на нови енергетски потенцијали, за интензификација на индустријското производство, за побрзо комуницирање и транспорт, се јавуваат и големи стихиски пропратни појави кои создаваат спротивно дејство, рушејќи ги најелементарните услови за живот, загадувајќи го воздухот, земјата и водата. Чистата животна средина дава објективни услови за најразновидни човечки дејности и при тоа делува на душевното и телесното здравје на човекот, за обновување и развиток на неговата душевна и физичка сила. За нормален живот на човекот во социјалистичкото општество не е доволно само да се има обезбедени објекти за продукција и создавање на општествени вредности, туку е потребно да има и здрава животна средина, односно хигиенски стан, зелени простори, како и објекти за одмор и рекреација. Јавното градско зеленило во структурата на градскиот организам представува битна претпоставка за чување и унапредување на човековата средина. Тоа представува општествен дел на секојдневниот живот на работниот човек. Јавните паркови, насади и скверови не представуваат само декор на архитектурата, туку се фактор со многократни функции и намени. Покрај санитарно-хигиенското и санитарно-психичкото значење, зеленилото има и други функции како што се заштитна, рекреативна, естетско-декоративна и стопанска. Накусо ќе ги изнесеме најважните функции, односно позитивните ефекти што ги врши зеленилото врз човековата средина. Најнапред, во однос на загадувањето, зеленилото воопшто, а особено јавното градско зеленило многу допринесува во прочистувањето на градската атмосфера. Утврдено е дека 30 метри квадратни зелена површина може да абсорбира јаглен диоксид онолку колку што просечно дневно испушта секој човек. Ако на ова се додадат уште 20 квадратни метри за абсорбирање на јаглен диоксид од индустријата, произлегува дека на еден град само од овој аспект му се потребни 50 метри квадратни чисто зеленило по живот. Јавното градско зеленило има способност да го смали интензитетот на бучавата на тој начин, што крошните на дрвјата и гармушките може да абсорбираат и до 26% од звучната енергија. Утврдено е дека бучавата е знатно поголема на улиците каде што нема зеленило и дрвореди. Заштитна зона од 20 хектари густо засадена вегетација со старост од 20 години може да ја намали бучавата за 6 до 7 децибели, со што во голема мера го намалува штетното влијание на бучавата врз човечкиот организам. Зеленилото ја регулира и релативната влажност на воздухот на тој начин што преку ден ја сколемува, а ноќе ја снижува, и тоа за 7% и повеќе во однос на отворените терени или на 18 до 22% повеќе отколку во градските блокови. Зеленилото по должината на улиците, линеарно или во друг вид, значително ја намалува инсулацијата, а со тоа и топлотната радијација. Установено е дека температурата на зидовите и тротоарите може да биде поголема за 12 до 14 степени отколку температурата на лисјата. Позната е улогата на зеленилото во заштитата од ветровите. Точно е утврдено дека дрвја високи 30 до 55 метри во појас широк 40 до 50 метри може да заштитат одредена територија на далечина од 350 метри. Благодарение на своите лисја, као на снажен транспирационен апарат, растенијата испуштаат значителна количина на вода. За овој процес се троши одредена температура која што растенијата ја зимаат од својата средина и на тој начин ја намалуваат нејзината температура.
еден возрастен даб во еден топол летен ден може да транспирира околу 300 литри вода. Посебна е улогата на зеленилото во однос на таложењето на прашината и други честички врз своите лисја. Оваа улога во услови на загаденост станува позначајна ако се има предвид дека вкупната површина на лисјата на 1 хектар букова шума изнесува 75 хектари. Површините предвидени за јавно градско зеленило по својата локација и просторна димензионираност треба да бидат така поставени за да му овозможат на секој граѓанин брз и непречен пристап за активна и пасивна рекреација. Тие треба да се поврзани со еден одреден систем за да ги задоволат сите функции и комплексната урбанистичка организираност на просторот. Јавното градско зеленило треба на одреден начин да го систематизира слободниот простор во стамбените заедници, реоните и градот во целост. Тоа треба меѓусебно да ги поврзе зелените површини, создавајќи своевиден систем на коридори, линеарни паркови, ќејови, кои сите заедно се слеваат во концентрирани зелени комплекси. Овие комплекси со одреден систем на појаси или во директен контакт со нив треба да се слеваат со вонградското зеленило, приградските паркови, парк шумите и другите рекреативно-забавни комплекси надвор од градот. Јавното градско зеленило во секој град треба да е резултат на планското согледување на неговата просторна разместеност, содржина, функција, намена и големина. Со урбанистичките планови на нашите градови, на јавното зеленило му е посветено соодветно внимание. Резервирани се потребни површини, определени со зони и системи на озеленувањето. Во поголем број на урбанистички планови се предвидува 15 до 20 квадратни метри јавно зеленило по жител, што представува средна големина на потребно зеленило. Меѓутоа, она што е суштествено во овие планови е недоволно простудираниот проблем на јавното зеленило како животна компонента и потреба за луѓето. Малку е обрнато внимание на заштитата на човековата средина, создавањето на простори за активна рекреација и одмор во непосредна близина на живеалиштата. Се добива впечаток дека зеленилото се поставува само како некоја рамка на градежните објекти, како декор на архитектурата, а не како суштествен фактор по животот на луѓето. Јавното градско зеленило предвидено со урбанистичките планови најчесто се смета како некоја резервна површина, нешто што не е цврста обврска, па во реализацијата тие простори се пренаменуваат на мошнепроизволен начин, под паролата на рационално користење на скапото градско земјиште. Ова имало особено свој одраз на политиката на озеленувањето на градот Скопје. Со урбанистичкиот план до 1981 година е предвидено Скопје да има 25 квадратни метри по жител јавно зеленило, распоредено според своите функции на паркови од градски карактер, реонски паркови, насади во стамбени зони, линеарни паркови, зеленило покрај сообраќајници, ќејови, шеталишта и друго, со вкупна површина од 875 хектари и вонградско зеленило од 5285 хектари. Меѓутоа, денес Скопје има само 300 хектари градско и 1139 хектари вонградско зеленило со 23.076 дрвја во дрвореди. Исто така, знатна е површината на така наречено зеленило со ограничено користење, како што се дворни места на фабрики, училишта, болници и други организации, како и индивидуални дворови. За жал не постои евиденција за нивната точна површина. Овде треба да се напомене дека и овие површини играат значајна улога во вршењето на функциите на општето зеленило. Другар Шојлевски, каква е улогата на домашната градина во зголемувањето на зеленилото во населените места? Сигурно дека домашна градина
игра одредена улога во животот на човекот во населено место. Со оглед дека еден поголем број на жители од Македонија живеат во индивидуални куќи, во домашна градина, сметам дека и фондот на зеленило кој тука се создава е мощно значаен за вкупната улога на зелениото во градот, нарочно сега во времето кога работиме и настојуваме да зголемиме зелени површини за заштита на човековата околина. Македонска домашна градина, нарочно на традиционална македонска градишна, има такви просторни, биолошки, технички и естетски вредности кои со сила на креативна снага може да се трансформират во нови современи вредности. Ја спомнавте и македонската градина, таа е наша традиционална градина, па кои се нејзините карактеристики? Македонска домашна градина има такви просторни вредности кои во нови урбани простори може да најдат соодветна примена и соодветно решење. Пред се работи за богат колорит на цвеќето. Во македонска домашна градина многу се применува цвеќето. И тоа цвеќето во слободна констелација и слободно распоредување во просторот. Потоа македонска домашна градина со своите поплочени патеки, со своите пристапи до секоја качена градина овозможува да човекот непосредно живее во убавините на градината. Потоа македонска градина има такви елементи, архитектонски елементи, кои сигурно да може да се применуваат и во современо обликован парковски простор, а посебно во домашната градина. Како вредностите на традиционалната македонска градина може да се вклопат во озеленувањето на градовите и нивната поблиска околина? Па видите, традиционална македонска градина има едни своји одредени вредности. Меѓутоа, во современото обликување ние може да искористиме само некои елементи од таа македонска домашна градина, прилагодени на современи услови, на еден поинаков начин на живењето на луѓето и на неговото однесување кон сопствениот простор. Пред се, ако се работи за индивидуална домашна градина, тогаш тој може во поголема мерка да ги примени вредностите на традиционална македонска домашна градина, додека ако се работи за примена на вредностите на македонската градина во јавните зелени површини, нарочно околу зградите на колективно станување, тогаш треба еден поголем напор да таа најде своја права примена. Мене воопшто не ми се бендисува да околу тие големи згради имаме зеленило кое служи само као декор или кое служи да луѓето од прозорецот може да го гледат. Зеленилото околу колективни стамени згради треба да служи пред све за човекот да може да живее внатре во тој простор, да креира, да ствара, да го користи непосредно и активно. Тука би била пренос. Впрочем, тука се и нашите настојувања во подигање на зелените површини да ги внесеме тие елементи. Али при тоа треба да се обави една широка соработка со урбанистите, со архитектите кои проектираат згради, да и тие објекти бидат прилагодени на овие наши концепции. Загрижува фактот што предвидените површини со планот за јавно зеленило во Скопје се пренаменети за други цели. Ваков е случајот со двата појаса, кои со планот беа значајна врска на зелените маси и воздушните струења од реката Вардар до Водно и обратно. Денес тие се наполно ангажирани со изградбата на студентски дом, пазаришта, топлани, градски архив, алумнина, стамбени згради и друго. Уште подрастичен е примерот на Институтот за овоштарство, чија површина од 50 хектари со овошни насади представуваше извонредна заштита на Скопје од индустријската зона, поточно од фабриката за цемент и хемиската индустрија ОХИС. На оваа површина се изградени стамбени блокови, автосервис, текстилни фабрики и друго.
Исто така, честа е праксата да планираниот број на жители во една стамбена единица се зголемува заради помали инвестициони вложување во стамбената и комуналната изградба, а за сметка на јавното зеленило. Ова може јасно да се види од случајот со скопската населба Острово, каде големиот комплекс на зеленило покрај реката Вардар, предвиден со урбанистичкиот план за Реонски парк, како можне значаен тампон од индустријската зона, е значително намален. Слична е состојбата скоро и во сите градови на Македонија, каде површината на зеленилото по жител не ги задоволува основните норми од 25 метри квадратни. Пример, Битола 3 метри квадратни, Охрид 2,6, Штип 3,2, Куманово 1,2, Тетово 4,1, Скопје 6 метри квадратни по жител. Ако овие податоци ги споредиме со застапеноста на зеленилото на жител со некои градови во нашава земја и странство, тогаш ќе ја добиеме вистинската слика. Белград 23,8 метри квадратни по жител, Љубљана 22, Москва 50 и Виена 25 метри квадратни по жител. Овие податоци недвосмислено укажуваат на сериозноста на проблемот и бараат итно ангажирање на целата општествена заедница за надминување на сегашните тешкоти во решавањето на проблемот на озеленувањето на градовите во нашава република. Посебно загрижува случајот на градот Скопје, каде има само 6 метри квадратни градско зеленило на жител или вкупно 300 хектари. Според тоа, урбанистичкиот план на Скопје, со кој е предвидено до 1981 година да се подигнат 875 хектари градско зеленило или 25 метри квадратни по жител, не е реализиран. Во Скопје, особено по катастрофалниот земјотрес во 1963 година, е направено многу на подигањето и реконструкцијата на јавното зеленило. Загрижува и фактот што подигањето на јавното зеленило не оди во чекор со зголемувањето на бројот на жителите. Така што и покрај зголемувањето на апсолутната површина под јавно зеленило, зеленилото по жител значително опаѓа. Одржувањето на градското зеленило представува хроничен проблем на нашите градови како резултат на одредена политика што се води према јавното зеленило во градовите на Социјалистичка република Македонија. Средствата што се издвојуваат за оваа намена се недоволни. Поради ова, постојното јавно зеленило е во перманентна деградација, а со тоа во целина делува на лошиот изглед на градовите, а повлекува и поголеми финансиски средства за неговото доведување во нормална положба. Овој проблем, што побрзо да се реши и да се создадат услови за редовно одржување на постојното изголемување на нови површини на јавното зелено, организациите за јавното зелено треба да се постават на економски принципи, тоест за извршените услуги да добиваат надоместок рамен на тие услуги. За согледување височината на тие трошки треба да се изработат критериуми и нормативи врз кои собранијата ќе донесуваат годишни пресметки. Од ова произлегува дека досега вложените средства не биле доволни за да ги подмират потребите за одржување на јавното зеленило, а да не зборуваме и за неговата реконструкција. Меѓутоа, треба да се знае дека секоја година 10% од површините од јавното зеленило треба да се реконструираат, бидејќи зеленилото има одреден век. Векот на дрвјата во парковите, алеите, улиците многу се смалува во споредба со природните услови. Пример, брестот во шума може да живее 300 години, на улица само околу 40 години, или еден вид липа на улица обстанува од 50 до 80 години, во парк до 150, а во шума до 400 години. Неопходно е потребно да се создаде таков систем на финансирање, што ќе овозможи трајно планирање на реконструкцијата на постојното јавно зеленило, како и подигање на нови површини предвидени со урбанистичките планови на градовите во Социјалистичка република Македонија. Потребните средства треба да бидат обезбедени во прв ред од општинските собранија и организациите на Сдружениот труд, кои со своето делување имаат пресудно влијание врз деградирањето на човековата средина.
Вака лошата состојба со јавното зеленило е донекаде резултат и на фактот што поголем број општински собранија немаат служби или доволно квалификувани лица кои би можеле реално да ги проценат потребните средства за јавното зеленило, како и да се грижат за реализацијата на плановите. Бидејќи во одредени општински собранија за зеленило се задолжени лица со сосема спротивни професии, како градежни техничари, архитекти и други, ваква беше положбата и во Скопје до пред извесно време, а од друга страна, завршени инженери на одделот за хортикултура можне тешко наоѓаат вработување. Подигањето на јавното зеленило е во зависност и од подобноста на посадочниот материјал, така да производството на декоративни дрвја и грмушки е во каузална врска со планското подигање на јавното зеленило. Сегашното производство за декоративни дрвја и грмушки како по асортиман, така и по возраст не задоволува како резултат на непостоење на долгорочно планирање во Републикава. Треба да се напомне дека при подигањето на јавно градско зеленило треба да се употребуваат повеќе годишни школувани садници со оформен изглед, да одговараат на утврдените стандарди и да се поотпорни на сите влијанија. Ова може да се обезбеди само плански и со долгорочна политика во озеленувањето. Нужно е да се изврши реонирање на расадничкото производство според климатските услови и потребите на градовите, со што би се добила солидна база за интензивно озеленување во наредниот период. Во асортиманот на нашата работна организација за избор на саден материјал нарочно се пази да тој саден материјал преку годината обезбедува колорит и во зимските, во летните, пролетните и есенските месеци. Тоа го постигнуваме со тоа што изборот е направен да лисната маса има колорит, плодовите во есен имаат своја форма и колорит. Хабитусот на садниците обезбедува интересна конструкција на парковите, со тоа да тој саден материјал одговара на еден современ парк. Поминато е више времето на оние паркови кога можевме да кажуваме дека тоа се паркови со тажна есен. Се бара сега богатство на колорит, парковите на пролет имаат цвет, а на есен да бидат со така наречена златна есен. Во ова производна арија, тука што ја гледате, застапени се околу 130 различити видови. Ние од година во година идеме на збогатување на тој асортиман и нема да останеме на тоа да се задоволиме со тоа што имаме сега. Се надевам дека во иднина богатството на тој саден материјал ќе биде се поголемо и градот и Републиката ќе бидат поцветни, поубави и поколоритни. Во Социјалистичка република Македонија беше донесен и закон за јавно зеленило, а во сите градови посебни одлуки за подигање, оддржување и чување на зеленилото. За жал, кон овој закон можне слабо се придржувавме, а одлуките се спроведуваа само кога е во прашање одредена акција, но овој закон веќе е вон сила. Можне парадоксално изгледа казнувањето на граѓанин што стапнал во зеленилото или скинал цвет, додека не се заемаат на одговорност оние лица или фактори кои дозволиле да се уништува јавното зеленило со едноставни одлуки дека нема пари за одржување на оваа или онаа зелена површина, парк или слично, или со неоправдано смалување на средствата за одржување на јавното зеленило. Самиот факт дека не се определуваат доволни средства за подигање и одржување на јавното зеленило зборува дека нема одредена политика за јавното зеленило во градовите во нашава република, поради што не може да се влијае врз работните и општествените организации и други институции и поединци во градот да учествуваат во реализација на зацртаните планови. За подобрување на положбата на јавното градско зеленило би требало при издавањето на локации за изградба на било какви објекти собранијата во своите акти да предвидат и обврска на инвеститорите за обезбедување на техничка документација и финансиски средства за озеленување на предвидените површини. При техничкиот прием на објектите, тие да не се даваат во употреба доколку не се задоволени условите за уредување на дворното место. Улогата на општествените организации во озеленувањето на градовите и зачувувањето на постојното зеленило е примарна. Во денешните услови, зеленилото не е работа само на поединци и лица што се службено задолжени за тоа. Зеленилото веќе е станало општествена потреба, својна на сите наши работни луѓе.
Од тоа произлегува мощна големата улога на сите организации и фактори во спроведувањето на политиката на озеленувањето на нашите градови и нивната непосредна околина. Ако шумските површини даваат само 1/10 директни користи во дрво, а другите 9/10 се однесуваат на општокорисните функции, тогаш и површините пошумени, аналогно на шумските површини, даваат истите такви користи. Во последните години во нашата република се вршат знатни усилби во пошумувањето на голините и се извршени големи задачи. Така, пошумени се вкупно негде околу 66.500 хектара и посадени околу 170.000 садници. Впрочем, во долгорочната програма за мелиорација на голините и во извршувањето на самата програма се гледа дека најбеше обрнато внимание на ерозивните терени, а потоа на саобраќајниците, железниците, водните површини, акумулациите и особено на населените места. Така, само да посочиме некои резултати во пошумувањето околу населените места. Скопје, како пример можеме да го земеме, 113.000 хектара, околу која се простира еден појас од земајќи од рафинеријата Миладиновци преко Рачиново, Бразда, Кондово, преко Водно, така да прави еден кружен прстен. Потоа Криво Паланка со 13.100 хектара со прстен околу градот. Понатаму Титоверец негде околу 5.000 хектара, Битола 4.000 хектара, Штип 3.500 хектара, Виница околу 3.000 хектара и други. Обштествените институти и организации треба да покренат заедничка акција за интензификација на озеленувањето на нашите градови, на подигање паркови и насади во стамбените комплекси, како и околу индустријските зони. Особено место во оваа акција треба да има Советот за заштита на човековата средина, кој денес се јавува како иницијатор на една значајна акција за пресврт во политиката на озеленувањето на нашите градови и нивната непосредна околина.